Може да го плати това, но трябва да се стави ред. Не може кой как сака. Дали, що е намалила цената, има някаква причина? Дали някой втори каже, има причина? Дали Айваро ще го продаде по-евтин? Да, по-евтин. Дали другите преноси по-евтин? Не. Защо го намалила? Защо го намалила? Значи да си ги пълнат джебовите. Или има договор с владата и спонсорира. Значи няма никаква причина за намалуване на цените. Те го взимат пипрат, но за ефтино. Нас не е изплатно, не е рентабилно. Затова трябва договор, как ще кажа, не туалетна хартия, църно на бело и строги казни. Не се почина 1 година затворени фабрики. Държавата ќе доплати пипрат. Па и други култури што остануваат по нея, како зелката и другите. Како може държавата за почитарите да отделува секоја година 500-600 милиони евра за плати, зела кредити, 20 милиони евра платили за земеделието, кои што плаќаат данъци до полна година. Ја движат економијата, купуваат машини, да се има данъци, значи се пълни пушева. Што имаме ефект от почитарите? От 150 хиляди души, што имаме ефект държавата? Само да се задължува со 500-600 милиони евра и кога ќе одеме на службите, пак не добиеме услуга. Ти вели, дојди после 2 дена, одиш, пак не е готово. Кога ќе работиш или ако некој работи, ќе го извади од работа, 5 пати да оди за еден документ, па за друг, па за трет, да го извади од работа. Но тие оживаат, сигурно дека ќе им дојде плата. Се задолжува државата 500 милиони евра, ќе добијат плата. А ние од кој ќе добиеме плата, ако не се трудиме да произведеме? Значи не се многу големи пари, ако се затварат фабриките. Уопшто да не ги загрижва земјоделците тоа. Државата ќе ги плати и ќе биде гарант. И секоја година треба да ја така. Не треба посебен закон, тоа е подзаконски акт да се оди, односно правила, нека биде подстојните закони. Подзаконски правила да се почитува, ништо повеќе. Како ќе се договорат до последниот килограм да биде така, а не кога ќе им тегне, полни сме, немamo патрева, после пак ќе го земат до крај, но ако е 20 по 10 ќе го земат. Тоа го знаат сите земјоделци. Ова година претера, уште од почетокот, многу ниски цени. Другите години беше околу 15-20 еври и нула цени. Ова година претера. И треба да се стави крај на тоа. Со договор, кој што ќе има големи казни и државата ќе стои за тој договор и ние самите земјоделци. Друго да ги прашам земјоделците за подолгорочно решение на многу проблеми од земјоделието. Јас имам право на земјоделска емисија на Канал 5 и кажам дека земјоделието во Македонија постојат само земјоделците кои што сами се трудат, не штерат средства за било што да произведат поквалитетно.